Нова тема во продолжение во Македонија наутро. Можеби македонските универзитети со години наназад не се на она позната и прочуена ранг листа од најдобри 1000 универзитети во светот. Но затоа има еден исклучителен факт со кој што можеме да се гордееме. И покрај ова македонските научници во последниве неколку години се појавуваат како автори на трудови кои се објавени меѓу најдобрите светски списанија, препознаени и почитувани во светската научна фела. Во 2024 како податок имаме рекорден број на македонски научници рангирани во датабазите на највлијателните светски научници на сите времиња, а интересно е да се подвлече дека на ранг листата на Стенфорд за најцитирани научници во 2023 имаме 9 научници, од кои 2 жени. Едната од нив ја имаме во Македонија наутро. Добро утро за професор Билјана Стојковска од Финки. Добре да ми дојдовте. Благодарам за поканата и ги поздравувам вашите гледачи. Како професор ке немаме ниту еден универзитет кој во моментов високо котира на Шангајската листа, а од друга страна имаме толку успешни и ценети научници кои се секако дел од образовниот систем во Македонија. Така. Во современото општество постои потреба да се евалуира колку некој е вреден, продуктивен и слично. Така да како што постои потреба да се евалуира некој вработен во кол центар колку разговори изработил или некој вработен во фабрика колку бил продуктивен, така и за научниците во последните години постои начин како да се мери колку се успешни или колку не се успешни. Така да листата на Стенфорд оди во таа насока да направи некаква евалуација за тоа колку еден научник е продуктивен и колку е влијателен во областа во која што истражува. Како што тоа постои за научниците, аналогно постои за универзитетите, така да универзитетите исто така се рангираат и постојат различни методологии според кои се врши тоа рангирање. Шангајската листа е еден од тие начини и самото име доаѓа од тоа што ја изработува универзитет кој што се наоѓа во Шангај. Во методологијата за рангирање на универзитетите еден од клучните фактори кој што се зема во предвид е успешноста на наставниот кадар, односно научниците кои што работат на тие универзитети. Меѓутоа тоа не е единствениот услов. Така што Шангајската листа кога врши евалуација на универзитетите во предвид зема и многу други критериуми како колку е тој универзитет интернационален, колку е отворен за различни студенти, колку научниците добиле некои престижни награди, колку нив освоиле некогаш Нобелова награда и така натака. Така што прилично е тешко да се котира високо на Шангајската листа од тој аспект. Да, и само да надополнам, нема да кажуваме имења, но има земји од регионот во нашето блиско обкружување кои што немаат научници на овие листи, чисто да ја пренесеме тежината колку е тешко да се стаса до таму, но и колку е важно не само за научната фела, за професорската фела, туку и воопшто за целата наша земја. Дел сте од Финки од 2006 година. Тоа што сте денес е резултат на макотрпен труд, макотрпна работа. Тоа не го говорам само индивидуално и со оглед на популарноста која што ја ужива Финки, како професори имате секако удел во сето тоа. Колкав професионален пат треба да мине еден научник за да стаса до оваа листа на највлијателни имиња? Па, тешко се стасува, временски е прилично долг процесот за да се генерира научник кој што високо ќе котира. Мојот пат, јас сум на Стенфорд листата веќе 5-та година соред, значи по прв пат се појавив кога се формираше по прв пат листата, тоа е во 2019 година, а работам на универзитетот некаде до 2005 година како демонстратор. Така да во мојот случај, и тоа генерално важи, треба минимум меѓу 10 и 15 години за да некој научник биде плоден, продуцира, истражува до моментот додека стане на некој начин видлив и препознатлив во научната заедница. Споминавме и во најавата, во 2023 имаме 9 научници, од кои 2 жени, вие професор Билјана Бауер од фармацевскиот факултет. Што значи тоа лично, ќе ни кажете, но сакам да знам што значи тоа и за државата. И го вреднува ли тоа државата? Секако дека е сатисфакција да се најде некој на оваа листа, на некој начин е потврда за сето она што сме го поминале, за целата жртва што е вложена во таа научно-истражувачка работа.
Од аспект на тоа како се валоризира од страна на државата, мислам дека нашата држава генерално и нема култура за промоција на вакви настани личности, на некој начин нема стратегија за да генерира рол модели од оваа фела. Како еве за илустрација, оваа година кога излезе листата на Стенфорд, многу малку беше медиумски покриена. Некои од универзитетите кои што имаа своји научници на таа листа, излегоа со некоја објава, меѓутоа тоа заврши на веб страниците за на Шангајската универзитетите. листа сме први, кога ќе се објави сите пишуваат. Вест број 1 е неколку денови. Па да, веројатно. А за вакви убави вести, кажувате, малку ги држиме во сенка. Еве зошто е важно. Од државите во регионот сме пред Босна и Херцеговина, пред Црна Гора. Ки кажеме, Ване, Косово и Албанија немаат научници застапени на ранг листата на Стенфорд. Ова е многу значајно за една држава од помалку од 2 милиони жители, како што е нашата. Така е, меѓутоа тука ќе искоригирам и малку со бројките. Значи, можеби не би требало толку да се споредуваме со Албанија, која што традиционално била позатворена. Туку повеќе да се споредуваме со ексју земјите, затоа што некако доаѓаме од многу слично општествено уредување. Ако гледаме и традиционално, мислам дека она што било и во времето на комунизмот како бројки кои што циркулирале за тоа која република во таа федерација какви перформанси имала во наука, мислам дека и тоа се пресликува до некоја мера и денеска, затоа што, како што споменавме, градењето на научни, градење на репутација на универзитет е процес кој што трае многу години. Така да ние се уште на својот грб го имаме и наследството од некој друг систем, затоа што голем дел и од научниците кои што фигурираат на таа листа, добар дел од својата кариера ја граделе во тој предходен систем. И голем дел, ако видите кои се сега во моментов на нашата листа, станува збор за постари научници. Голем дел од нив се и научници кои што се во извесен период веќе во пензија. Така. Добро, ајде, тука се наметнува и прашањето, ете, според извештајот на Европската карта за иновации, Македонија е оценета како иноватор во подем, при што перформансите за иновации се подобрени. Но велат не се забележува напредок во однос на регрутирање истражувачи, што укажува на недоволна грижа за научната дејност. И во контекст на ова што вие, ете, до сега ни го кажавте, има ли ќе го поставам прашањето вака, интерес од младите за наука, колку е важно тука да се вклучи државата и дали ни предстои опасност за неколку години, поаѓајќи од ова што го кажавте, да нема на листата наши научници, ако зборуваме за генерација. Така, проблемот е многу сериозен, затоа што ние како држава сме во Европа, нашите млади патуваат во Европа и ние со Европа делиме исти вредности. Проблемот на регрутација на подмладок на универзитетите од матичните земји е проблем кој што го има секаде во Европа. Значи, младите германци не сакаат да работат на универзитетите, и младите французи не сакаат да работат на универзитетите, исто како што и нашите млади не сакаат тоа да го прават. Но они се помногу бројми може да го дозволат најверојатно тој луксус. Па, има веќе понудено некоја друга стратегија. Во многу од западните земји, подмладокот на универзитетите е увезен. Значи, доаѓа најчесто од источните земји, затоа што постојат програми со чија помош се носат млади научници од источните земји кои што сакаат да дојдат во Европа и да истражуваат. За жал во нашата земја не постои таков систем на регрутација, иако европските фондови тоа го поддржуваат. Што тоа би значило? Дека ако некој би сакал од Индонезија, од Индија да дојде и да работи на нашите универзитети, може за тоа да се црпат пари од европските фондови. Меѓутоа, ние мислам дека се уште и како општество сме малку конзервативни за да регрутираме. Да не бидеме до толку песимисти, еве, вие сте млад научник. Имаме уште еден млад професор научник кој што го имаме на линков со вклучување, сакав да кажам, имаме надеж, нели? Доколку и малку повеќе државата се вклучи со поддршка. И овој систем може да продуцира едни научници. Секако дека може да продуцира, меѓутоа треба да се направи некоја стратегија како тоа да се почне. Се надевам дека не е прекасно. Чувајте мислата, ќе го продолжиме ова. Ќе ја прашаме тоа колешката Сонја Рилковска, да биде и првото прашање до професор доктор Анис Сефиданис, човекот кој го создаде првиот робот и првиот паметен споменик во Охрид. Еве, Сонја, прво прашање од студио нека биде дали досега професорската фела еве во Охрид можеби
го отворила прашањето околу подготовка на стратегија за поддршка на идни млади студенти, идни наши научници? Така, Ване, добро ви утро. Повторно од овој пат од Универзитетот за информатика во Охрид и како што го најавивте, ќе разговараме со професорот Анис Сефиданис, ќе го запрашаме ете тоа што прашувате од студио, дали државата, дали науката, научната фела има стратегија за поддршка на младите научници. Е прашањето од студио, да го започнеме разговорот ете со ова прашање. Добро утро. Да, Република Македонија веќе подолги години се соочува со предизвици во однос на науката. Најнапред може тука да се забележи континуираниот одлив на талент од државата и необходни се повеќе мерки да се превземат, со што би се зголемило нивото на квалитет и стандардот на научната мисла, пред се поддршка на академијата преку финансирање на наставно-научни активности, модернизација на лабораториите во универзитетите. Необходна е исто така поддршка на стартап заедницата која креира технолошки компании, бидејќи ако знаењето е главниот асет на државата, тоа треба да биде преведено во иновации кои може да ја подпомогнат економијата. Исто така, мислам дека недостасува се уште популаризација на науката, треба да се изгради култура на вреднување на научната мисла. Во врзување со она што го спомнавме како одлив на интелектуален капитал од државата, треба да се превземат мерки за поврзување со нашата научна диаспора, со тоа што тие научници ќе се вклучат во наши домашни истражувачки проекти. На тој начин ќе може да се пренеси нивното искуство и знаење стекнато надвор, а исто така да се инспирираат за да се вратат еден ден во државата и да ни се приклучат и нас. Професоре, немаме точна бројка, но знаеме дека голем одлив имаме на мозоци, токму и од Охрид. Десетина, само јас ги знам професори и доктори кои што работат во ширум европските универзитети. Ете, имате сигурно млади таленти, рековте треба да се инвестира во идните мозоци. Како работите еве и вие како научници, како професори со нив, за да ги убедите едноставно да творат и да останат во нашата? Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид ја има честа да биде единствениот универзитет кој е дедициран на информатичките науки со 5 факултети, меѓу кои факултетот за машинска интелигенција и роботика, кои се сега често спомнувани термини, бидејќи се предводници на четвртата индустријска револуција. Воедно сме универзитет кој нуди формално високо образование во сите 3 циклуси на англиски јазик и со тоа овозможуваме на студентите целовито поврзување на светско ниво со научните трендови. Она што се работи надвор од државата треба да ни биде инспирација и поттик истото да може да го направиме дома, бидејќи како опција евентуално напуштањето секогаш ќе стои тука. Јас верувам дека Македонија се уште нуди услови и условите сами треба всушност да ги правиме за да може да реализираме иновации кои ќе може да бидат конкурентни на светско ниво. Имате голем број неизуми, професоре, но нешто што најмногу остави трага и да речем најмногу го поттикна вниманието на јавноста е првиот робот хуманоид. Кој што го направивте, имавме прилика да го видиме како диџеј, навистина интересно, и велите дека може да најде примена во секторот туризам. Каде е роботот и каде да го очекуваме оваа туристичка сезона? Да. Роботите постојат
подолго време во индустријата, но за прв пат благодарение на вештачката интелигенција, односно поточно генеративната вештачка интелигенција, која парадигма припаѓа исто и ChatGPT, роботите сега можат автономно да создаваат и содржини, да комуницираат со луѓето, па така хуманоидниот робот Алшер го ставивме во улога на диџеј, каде што во непосредна интеракција со публиката ќе може самостојно да создава музика. Примената на овие технологии не е ограничена на едно подрачје. Тие се делат нешто што е познато како општа вештачка интелигенција, при што истите можат да се прилагодуваат на различен контекст. Ви благодарам многу, професоре, што бевте гостин во утринската програма на Македонската телевизија. Студио. Сонја, благодариме за надоврзувањето во темата. Ние продолжуваме со разговорот во студио. Двајца охриѓени, двајца научници. И школски другари, така? Така, со професорот Сефиданис. Професорке, го споминавме стариот систем, и државите од поранешна Југославија, има се уште држави кои што и тоа како инвестираат во науката. Постои ли одреден модел кој што да речеме како успешен можеме да го пресликаме во однос на инвестициите и унапредувањето на научната дејност? Генерално постојат препораки за тоа колку БДП во проценти треба да се издвојува за наука. И тоа е некаде меѓу 2 и 3%, што е препорака. Од земјите од бивша Југославија, тука многу високо котира Словенија и тоа и се рефлектира во резултатите кои што ги манифестираат на научно поле, затоа што тие издвојуваат значително солиден процент, дури во рамки на Европската Унија, дури се подобри од некои прилично развиени економии. Како модел кој што треба да го следиме, Словенија веројатно ни е некои 20 на години веќе избегана, затоа што тие веќе 20 на години сериозно работат на истражувања. Она што може би сме поблиску и може да го фатиме чекорот, тоа е Србија, која што во изминативе неколку години значително скокна на ранглистите и постојат 4 државни универзитети кои што сите 4 веќе високо фигурираат на Шангајската ранглиста и тоа има значителен напредок во последните неколку години. Она што директно може да се преслика е дека и Србија последниве години значително го зголеми буџетот кој што беше наменет за научно-истражувачки проекти. Така да важи на народната, нели? Колку пари, толку музика. Така му доаѓа, да. Ако во моментов на листата на Стенфорд имаме 9 македонски имиња, што е потребно оваа бројка, еве така да резимираме, да ја задржиме во следниве 20 години? Колку труд и инвестиции во науката е потребно? Ова бројка ќе ја задржиме затоа што на Стенфордската листа, исто како и на Шангајските листа, тешко се доаѓа и тешко си заминува. Кога човек ќе се најде на таа листа, генерално скоро да има некоја гаранција дека во наредните неколку години ќе остане на таа листа, затоа што веќе постигнал некоја видливост која што не може да биде пресечена преку ноќ. Тоа исто како со инфлуерството. Еве да направам некоја компарација, кога веќе имаш голем број на следбеници, луѓе што те следат и што те читат, тие не може преку ноќ да исчезнат. Меѓутоа, она кон што нели би сакале да тежнеме е таа листа да се зголемува бројноста и затоа верувам дека ни треба некаков подмладок. И сега ми треба за крај на разговорот еден реален одговор, иако сите беа такви, но реален одговор во поглед на сегашната моментална ситуација и вашите студенти. Гледате ли во некој од вашите моментални студенти и научници и некој кој што би можел да ја превземе вашата работа за 20 на години од сега? Да, секако. Особено на Финки има голем број на студенти и меѓу тие студенти има некои кои што имаат исклучително голем потенцијал. Меѓутоа, дали би биле мотивирани да останат и да се занимаваат со научно-истражувачка работа, тоа не би знаела да одговорам, затоа што оваа работа е слабо платена, не само тука, на секаде, низ европските универзитети исто така, платите во академија се генерално мали и голем дел од студентите тоа го знаат. Корпоративното работење нуди многу поинакви можности за напредок и за заработувачка, така да постојат многу студенти кои што имаат голем потенцијал, се свесни за својот потенцијал, меѓутоа исто така се свесни дека тој потенцијал можат да го канализираат во поинакви
правци и тоа на поинаков начин да го валоризираат. Ништо, благодариме за ентузијазмот тогаш. Останувате во Македонија, секако така, ви се плановите, се надевам. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето во Македонија научи. За поканата. Не многу научници останаа. Да, што може да направи државата за да се спречи иселувањето на научниот кадар? Ја прашуваме колешката Славица Величковска. Се вложува ли доволно во науката? Имаат ли универзитетите услови за развој на научната дејност? Одиме во живо во Штип. Да, одливот на мозоци е голем проблем и наша болна тема, тема за која треба да се слушне гласот на научната фела. На оваа тема утринава разговарам со професорката Зденка Стојановска, проректор за наука на Универзитетот Гоце Делчев. Професорке, што треба да направи државата, што универзитетот за да се намали одливот на нашиот научен кадар? Сите сме многу горди кога ќе слушнеме дека некој наш човек направил некое научно истражување надвор од границите на државата, но иако науката нема граници, како да создадеме подобри услови овде да се развива и да се унапредува научната мисла? Добар ден, почитувани гледачи, ви благодарам за поканата. Оваа тема е малку поширока, бара подлабоки анализи, но ќе се обидам вака у куси црти да објаснам што е клучното и за поглед на развој на науката и кои се мерки ги превзема Универзитетот Гоце Делчев. Практично од самото оснивање на Универзитетот Гоце Делчев па и се до ден денес, главен акцент на активностите, на вработените, на истражувачите на универзитетот е истражувањето и промоцијата на науката. Бидејќи тоа е еден од основните параметри според кои што се рангираат и вреднуваат самите универзитети. Пред се примарен акцент ставаме на истражувачката работа, публикување у релевантни списанија и со самото тоа и промоција на науката. Согласна сум дека има одлив на кадри, меѓутоа ние во рамките на нашите можности правиме се науката да биде на прво место и мотивацијата на самите истражувачи. Нашиот универзитет е веќе препознаен, етаблиран во светски рамки, покажуваат резултатите од рангирањата на соодветните ранг листи, но сето тоа се уште на некое пониско ниво, отколку што ние имаме амбиции за понатаму. Па затоа и ги превземаме мерките. Конкретно, гледаме да ги мотивираме нашите истражувачи преку серија на мерки кои што мотивациони, меѓутоа и со финансиска поддршка за промоција на нивната научна активност. Би споменала некој од нив, сведоци сте и вие, и вашата медиумска куќа, меѓутоа и други, дека веќе неколку години поред ние доделуваме годишни награди и признанија за научните активности. Тука ги вреднуваме научните активности кои што се индексирани во релевантни цитатни бази, а за релевантни цитатни бази се секако Scopus и Web of Science. Доделуваме категории во неколку доделуваме награди во неколку категории, се со цел да ги мотивираме истражувачите да објавуваат што е можно во поголем број. Други мотивациони мерки ни се секако поддршката на нашите истражувачи за учество во конференции, на меѓународни конференции, како во земјата, така и во странство. Таа поддршка се однесува на плаќање котизации, смештај, кога некој треба да оди да се испрезентира својата научна работа, тоа да го направи со поддршка од универзитетот, но исто така даваме поддршка и за објавување на трудови во списанија индексирани на Scopus и Web of Science, доколку се со отворен пристап и доколку за тоа е потребно да се плати соодветен
надоместок. Уште една мерка ни е мотивација на младите кадри, односно на нашите вработени, кои што за студирање на трет циклус, познато е дека школарината е релативно скапа, тука даваме поддршка, меѓутоа повторно треба да се исполнат одредени услови кои што нели треба да се задоволат и во тој случај ќе им се исплати надокнадата за школарината. Како да се задржи младиот научен кадар на универзитетите? Се надминува ли тој бирократски проблем за вработување на квалитетните кадри, што е на некој начин пречка за нивна научна реализација? Па, за да имате научна продуктивност, не е доволно само инфраструктурата и опремата, туку пред се примарен фактор се истражувачите. Може да имате вие каква било скапа опрема, не знам каква инфраструктура, ако немате кој да го спроведе тоа истражување, вие не може да ја реализирате истражувачката работа. Според тоа, главен фактор за унапредување на научно-истражувачката работа е токму младиот кадар и примањето на младите кадри. Зошто би сакала да се осврнам? Секоја една научна кариера е концепирана во неколку фази. Прва фаза е истражување под менторство, тука спаѓаат магистарските и докторските студии. Кога ќе се избере во звање еден млад истражувач, тој е најпродуктивен у периодот од реизбори од доцент, вонреден професор до редовен. Тоа е период од 10 години. Кога ќе дојде у фаза на редовен професор, тој е веќе етаблиран истражувач и неговата кариера треба да биде фокусирана во едуцирање на млади кадри. Така да, ние кај нас, конкретно на универзитетот, а верувам и во цела земја, поголем е бројот на редовни професори отколку млади кадри. Значи, не достига онаа двигателната сила. Така да, неопходно е да се зголеми бројот на млади кадри, нови вработувања и после резултатите сами од себе ќе се дојдат. Професор, ке ви благодарам на одвоеното време. Студио се надевам појаснивме дел од проблемите со кои се соочува научната фела, а се во насока на обезбедување добра основа за развој на научната мисла овде кај нас. Славица, благодариме и оваа тема ќе ја заокружиме со уште една убава и успешна приказна на која што сме горди како македонци. Зборувавме за младите, каде се младите? Еве ги во Америка. не сите, Ване. Дел од младите. За среќа ги имаме и многу тука и во нив треба да инвестираме. Од симулирани вселенски мисии за доживење во изолирани живеалишта, аналогните астронаути се први на линијата во подготовка на човештвото за патување во вселената. Прашувате дали имаме македонци? Па кога кажав Америка, на ова мислам сега. Не можеме ова дома тука да го направиме секако, но искуствата од таму можеме да ги пренесеме дома како што тоа го прави нашата Мартина Димовска. Еве приказната за неа. Мартина, од каде љубовта за науката? Мартин, ти благодарам многу за поканата. Љубовта кон науката кај мене се јави уште на многу малечка возраст, кога сакав да ја ловам вистината. Сакав да одгатнувам мистерии, сакав да решавам многу проблеми и уште од многу мала имав такви афинитети и тоа предводеше кон пат што е посветена наука. Вие сте и првата и единствена жена од Балканот аналогна астронаутка. Што значи да се биде аналоген астронаут? Аналогни астронаути се всушност истражувачи кои што тестираат многу опрема и одат на мисии на земјата што симулираат вселенски мисии, како на пример каков би бил животот на месечината или на Марс. Аналогните астронаути тестираат се од живеалиштето до сите експерименти до самиот екипаж, со тоа што донираат дел од своето време, дел од својот интелект, како и нели се тестира целото нивно тело на самата мисија. Така да пред да лансираме нешто, затоа што би било многу скапо
доколку би го лансирале во Вселената, а не е тестирано, што може да резултира до многу загубени средства и време и да ја кошта многу државата или пак програмата. Овие експерименти пред да се лансираат мора да бидат тестирани со цел да видиме како ќе се покажат и дали тие се подобни за лет. Мартина, вие сте биле дел од бројни мисии до сега. Накратко да кажеме на какви мисии сте учествували, кои биле вашите обврски таму, што правите едноставно кога сте на мисија? Да, јас сум била во повеќе тренинзи, но и многу мисии. За да се спремат овие мисии, претходно се тренира, така да сум нуркала, имам такви сертификати и многу други екстремни спортови, кои што се подобни за такви екстремни услови, затоа што моите аналогни мисии биле во средини што се, например, пештера или некои такви средини кои што не се толку многу и подобни за живот и знаат да бидат предизвикувачки. Сум била досега член на екипаж на 3 мисии, од кои едната со ЕСА астронаут, а на последната сум била командир на мисијата. На една аналогна мисија правиш многу работи, целото твое време е планирано и пред се треба да се грижиш да го одржи живеалиштето, да ги исполните сите обврски со екипажот, што се сепак временски и имаме одреден распоред кој што е навистина напорен, и да ги задоволиш сите истражувачки потреби на сите оние докторанти и институти кои што вложуваат со нивната опрема и експерименти и ти треба да ги извршиш достоинствено и да дадеш точни резултати. Сето тоа е со распореди, како што кажав, навистина има една структура на како кога би служеле војска, тоа е најблиско што можем да го споредам и се е планирано од оброците до кога и како се изведуваат тие експерименти. Мартина, колку и дали нашата држава инвестира во вакви мисии, истражувања и општо во наука? Македонија нема голем развиен селенски сектор и се уште има многу простор за напредок кога станува збор за инвестиции во наука и технологија. Може би имаме доста поврзано со астрономија или астрофизика, затоа што тоа се изучува и на природно-математичкиот факултет, меѓутоа другите дисциплини се многу необработени, а мислам дека има голем простор лесно да се прикачиме на вселенскиот сектор во оние индустрии каде што ние сме силни. Да бидеш астронаут, например, треба огромна инвестиција за градење на капацитети од самата држава. Да речеме, за еден астронаут да тренира во центрите на НАСА, потребно е некоја држава да инвестира минимално околу 55 до 60 милиони долари, како што и го прават тоа другите држави во развој кои што сега се приклучуваат на таа трка кон Вселената повторно. Доста скапа инвестиција е самата вселенска програма, затоа што се смета на престиж на една држава и ги изголемува капацитетите на истата. Така да навистина имаме простор да се развиваме тука, иако нели Македонија е многу малечка земја и имаме многу доста талентирани научници и истражувачи, но многу голем недостаток на финансиска поддршка, инфраструктура, програми, што е пречка за напредокот. За крај на нашиот разговор, која е следната мисија на Мартина? За сега имаме извршено 3 навистина успешни мисии, каде што нашите експерименти биле дел од водечки вселенски агенции и за сега на мојот пат најчесто ги поддржувам овие мисии, ги спремам идните аналогни астронаути, служам како амбасадор или пак надгледувам дел од мисијата и чекам да се објават сите оние трудови кои што се направени поради тие истражувања на самите мисии. Се уште немам одбрано нова мисија, затоа што кога си во една таква мисија треба да запре се, не смеш да имаш пристап до интернет и телефон, треба да одвоиш долги месеци од твојот живот да се посветени само на тоа истражување и се уште нема нова наповидок, но никогаш не се знае, секогаш имам понуди, така да ќе видиме што ми има нешто, ќе ви информирам. Мартина, ти благодариме за одвоеното време и за гостувањето ова утро во Македонија на утро и ти посакуваме уште многу успешни мисија. Ние сме тука да ги следиме твоите активности. Ви благодарам многу на поканата, ми беше чест да гостувам.